Повеќето се лица со некој коморбидитет, односно со некое хронично заболување. Дури кај помладите беше утврдено дека имаат коморбидитет, било диабет, било кардиоваскуларно некое заболување, хипертензија, астма, имавме, претежно беа лица со некое хронично заболување. Меѓутоа, има и помлади, имаше и лица на 55 години, што се однесува до овој вирус, утврдено е дека постојат повеќе модификации на овој вирус, повеќе видови на вируси, така да едни се повеќе патогени, други се помалку патогени, и од тие причини имавме и разлика во клиничката слика. Кај ниеден друг респираторен вирус нема досега утврдено толку различна клиничка слика и симптоми од фактички од сите системи и органи. Тоа не е својствено за респираторните вируси, самото тоа укажува дека се работи за повеќе видови на вируси, некои повирулентни, попатогени, некои помалку, и во зависност од тоа и исходот на самото заболување зависи каков ќе биде. Повеќе корона видови на коронавируси, досега докажано е, според некои експерти кои досега правеле анализи, дека од самиот почеток на појавата на коронавирусот, некаде претрпел самиот вирус меѓу 180 и 200 модификации различни, измени, промени, сето тоа доведува до појава на различни видови на тој самиот вирус, и дека на една територија, на едно подрачје може да циркулираат тие различни видови, повеќе различни видови на вирусот. И во зависност од тоа и клиничката слика, покрај имунитетот на организмот, присуството на некое хронично заболување и самиот вид на коронавирусот тука има игра улога.